Civil Media. I always believe that it's better if you deal with the problems yourself. But of course, you have to deal with the problems very seriously. There are 30 weeks until 1st of February, or when the decision was taken by UNESCO on the 4th of July, there were 30 weeks until the 1st of February when results must be seen. I think we've lost 2 weeks already and we don't see results yet. So I'm saying, I hope the authorities can do themselves. They should be doing themselves, but we should be seeing a bigger commitment. Секогаш верувам дека е подобро сами да се справите со проблемите со своји собствени сили и имаше до 1 февруари има 30 недели, односно има 30 недели од 4 јули кога УНЕСКО ја даде препораката до 1 февруари кои што можат да се искористат за да се реши проблемот. Од тогаш поминаа 2 недели и не гледаме некаков резултат, иако сметам дека навистина треба да се вложат сите напори за да дојде до тој резултат. I met some non-governmental representatives just yesterday, and they shared concerns if the recommendations will be met by February. I think now it's really the time that all institutions come together and everybody does its work, municipality, the government, the parliament. We need to see the new energy in dealing with the Ohrid problem. Баш вчера се сретнав со неколку активисти, екоактивисти кои што ги изразија со мене, ја споделија својата загриженост дека дали воопшто препораките ќе може да се исполнат и јас сметам дека сега е моментот кога треба да видиме вистинска соработка помеѓу институциите на национално ниво, владата, парламентот, локалните општините, локалните самоуправи и да се најдат нови начини за справување со проблемот. Потребна ни е нова енергија, нов начин за да се среди тоа. Што мислите дали ова што се случува денови во земјава, поврзано со правосудството, специјално јавно обвинителство, ќе има лоши последици врз намерата, односно претендентот Македонија, Северна Македонија да стане дел од ЕУ и НАТО? Не би требало. I think that what the public prosecutors are now doing is precisely demonstration of functioning rule of law. That's why I think we are happy to see that the public prosecutor is following on the case and that it is building the track record of fighting corruption. So not only special prosecutor, but also special prosecutor office, but also public prosecutor office is delivering cases on delivering corruption cases. So and this is positive. Сметам дека она што моментално се случува, јавното обвинителство што моментално го презема е всушност демонстрација на функционално владење на правото. И самиот факт дека јавното обвинителство почнува да работи на случаи на корупција, не само специјалното обвинителство, покажува дека има напредок и тоа е добро. I want to say that Special Prosecution Office really did a huge work in the past few years. They provided a track record on fighting corruption. They were providing accountability, legal accountability for crimes that derived out of a wiretapping affair. And there is a lot of expertise, a lot of knowledge among the prosecutors and investigators there. And I think that should be preserved. And that's why I hope that the political leaders who will meet hopefully tomorrow will try to find a solution how for the future of the Special Prosecution Office within the public prosecutor. Она што морам да го кажам е дека во изминативе неколку години специјалното јавно обвинителство навистина напорно работеше и сработи многу добра работа, затоа што работеше на градење на судска пракса во однос на случаите за корупција и многу добро ги проследи кривичните дела кои што произлегоа од прислушуваните разговори. Сосема известно дека таму работеа извонредни правници, извонредни правнички истражувачи и сметам дека кога ќе се сретнат носителите на одлуки
на лидерската средба утре, треба да најдат добар модалитет, добар начин да ја вклучат, да ја продолжат работата на специјалното обвинителство во рамките на јавното обвинителство. Цивил медија